Незиниот татко е познат тренер по тенис во Македонија. Таа прво тренира тенис, а потоа станува тренер за сега да се скраси во судиската униформа. Арбитарот Анета Павловска Деспотовска, без во второто презиме, гостинка ова утро во Македонија наутро. Кога ќе викнеш судија, ќе си добиеш топче или топка, носат и другите суди и други реквизити, меѓутоа ова е еден од најдрагите подароци во кариерата на еден спортски новинар. Доаѓа директно од Ролан Гарос, односно непосредно по завршувањето на Ролан Гарос. Анета во нашето студио, вториот тениски гренслем во годината, пред да замине за битола, ете одвои минути за Македонија наутро. Прво добро утро и ти благодариме што си тука. Ви благодарам и вас за поканата. Зборуваме за тенисот, зборуваме за арбитрите во тенисот, за судиите, љубителите на спортот сакаа да кажат нужно зло во спортот. Како се гледа на тениските судии? Која е дефиницијата за тениските судии, бидејќи тенисот има посебна категорија во животот, во светот на спортот? Па добро нема некоја дефиниција баш за судиите. Ете неформално, не пишано некај, да. Ние го имаме најдоброто столче на тенискиот терен, мислам и општо на теренот. Некогаш сме во ситуација каде треба да донесеме одлука која нема да биде добра можеби за еден или за друг играч, меѓутоа тоа не е дел од работата. Како се носите во себе и со себе по завршувањето на мечот? Додека трае мечот, арбитрите се максимално сконцентрирани, особено оние кои што функционираат на највисокото, на елитното ниво. Меѓутоа, како го преживувате и доживувате тој момент на спорна одлука од како ќе заврши мечот? Па добро, не секогаш ни е лесно, нормално и нас, меѓутоа гледаме максимално да бидеме фер и сконцентрирани во текот на надпреварот и да носиме правилни одлуки колку што можеме. Добро, што ако одлуката е неправилна, меѓутоа човечкиот фактор е секогаш присутен и судиите се луѓе, не се компјутери, нели? Како тоа низ животот се проткајува понатаму, дали ве прави посилни или влијае врз нормално дека не прави посилни и со искуството секојдневно кое го добиваме на се повеќе и судени надпревари, едноставно полесно ги прифаќаме деновите после, да кажам, лоша одлука или лош исуден надпревар. Анета беше дел од надпреварот кој што заврши најдоцна во историјата на Ролан Гарос, надпреварот на Џоковиќ, по кој наследниот тој се повреди и веќе не беше дел од отвореното тениско првенство на Париз, на Франција. На кои се големи турнири досега била дел, Анета? Па сум била на многу турнири од секакви категории, од женска категорија, машка категорија, гренслеми, меѓутоа да кажеме од поголемите настани на кои сум судела, Ролан Гарос, Вимблдон, Параолимпијадата во Рио, Олимписките игри во Токио, Олимпијадата сега во Париз, Боже здравие. Што и недостасува на Анета во колекцијата, да каже дека ете тоа е се што можеше да се биде, секаде каде што можеше да се биде присутен и сега да отвориме нов циклус. Што недостасува во тој прв круг, да речеме, магичен? Па добро, US Open е единствениот турнир кој што ми недостасува, да кажам, во кариерата. Таму некако ја започнав својата кариера. Мислам, желбата за судење ми се роди токму на US Open и одлуката да станам судија дојде после гледање на надпревар во 2010 година помеѓу Џоковиќ и Федерер. Со двата ретрна, фамозниот. Тој, да. И тој е единствениот, да кажам, турнир на кој посакувам, потајно посакувам, мислам и јавно посакувам да настапувам еден ден. Има време, нели? Има. Како еден судија решава прво да стане судија во тенис? Кажавме, најубавото столче го има, меѓутоа и најнеблагодарната улога. Знае ли еден млад човек дека кога влегува во оваа професија треба да биде многу сконцентриран, многу едуциран и максимално отпорен на сите влијанија на двореште? Па веројатно не знае од почетокот, меѓутоа со текот на времето, прво, значи, да кажам, процесот за станување на судија почнува од матичната земја, значи прво мора да се полага некој тест во Македонија се полага, па подоцна да по неколку години и судени надпревари, искуство стекнато,
да полагам во Франција. И тоа е, да кажам, првиот чекор за постанување на интернационален судија и градење на интернационална кариера. Во почетокот не знаев, значи, каде ќе ме однеси патот, не знаев ни со што ќе се соочам во иднина, меѓутоа искуството си го прави своето и како продолжуваме да работиме, така стекнуваме нови знаења, нови способности, нови искуства и се градиме едноставно и како суди, меѓутоа и како личности. Искуството од седењето на ова столче исто така придонесува за поопуштен разговор, нели? Кажа дека е многу потешко да се влезе во ова студио отколку на централниот терен на Ролан Гарос. Добро, некако ни е полесно, ти таму сум на свој терен, овде ми е некако нов терен. Верувам дека и тебе нема да ти биде баш лесно да дојдеш да имаш интервју на Филип Шатре или на Артур Аш. Дај Боже да имам прилика, зошто да не биде тоа со Анета Павловска, Деспотовска, ете да речеме да биде прв студија, главен студија на еден голем надпревар, на едно големо финале на Гранд Слем. Еве за крај, каква е цената на македонските суди? Обично во другите спортови арбитри се оние чии што репрезентации или тимови не стигнуваат далеко. Каков е тој сооднос во тенисот? Па добро, очигледно, чим јас сум излегла од Македонија и од нашите граници, тоа значи дека може секој. Само треба да имаш добра волја, напорно да работиш и да знаеш каде целиш и каде сакаш да стигнеш. Благодарна ли оваа професија, бидејќи веќе ти е професија, освен тоа што ти е окупација, нели 24/7 живееш со тенисот? Да, некојаш и се благодарна ли ја исполнува ли душата? Јас сум пресрекна и презадоволна од својата работа и не би ја сменала за ништо на светот. Иако дипломирав на економски факултет, меѓутоа никогаш не почнав да работам со економија. Да, бидејќи ми ги отвори вратите кон светот, едноставно видов нешто што да остане во Македонија, мислам дека никогаш немаше да го видам ни доживеам. Анета Павловска Деспотовска, тениски арбитар, судија, гостин во Македонија наутро, прв пат во нашето студио. Посакуваме тоа да не биде и последен пат. По секој голем турнир добре дојде во студиото 3 на македонската телевизија како представник на Македонија во меѓународни води и тоа во тениската елита. Благодариме за минутите одвоени.